11 години беше клекната Македонија. И затоа е тешко станувањето. Но денеска Македонија е станата на нозе. Гордо исправено стои и сите сме горди граѓани на воздигната Македонија со отворени перспективи за генерациите кои што доаѓат после нас. Тоа кон кој што тежнееме е Европа. Европа се основа на различностите, а овде е Европа во мало. Ако сакаме во Европа, можеме само еднакви, сплотени, здружени граѓани на нашата убава Република Македонија. НАТО не е само стабилност и безбедност. НАТО е повеќе пари во секое семејство. НАТО е инвестиции. НАТО е поддршка од развиениот свет, се додека не се воедначиме со развиениот свет. Само од укината радиодифузна такса државата се откажа од приход од 12,5 милиони евра. Тие пари денеска остануваат кај граѓаните. Паралелно со тоа, ја воведовме минималната плата. Колку и да се шегува некој дека од 9.500 денари сме ја пораснеле на 12.000. Што било тоа? 200 евра. Да, ама сите знаат дека целта беше да отвориме спиралата на покачувањето на платите. И денеска просечната плата во Македонија е 24.000 денари. Тоа е 400 евра. Јас ве уверувам и овде од убаво Тетово потврдувам, ќе постигнеме конечната цел, просечна плата од 500 евра. Еве не денеска исправени пред втората мерка, да ги поддржиме покачените плати согласно спиралата. Директно од буџетот одвојуваме пари за да ги поддржиме покачувањата на платите од 12 на 15, од 14 на 17, од 17 на 18. Сето она што се појави како покачување на плати ќе биде поддржано директно од буџетот на Македонија. Обезбедивме 270 милиони евра не за споменици за музеи, за патишта, магистрални и регионални патишта. Отворена е офанзива за повеќе од 800 километри патишта во нашата Македонија. И не на еден квадратен километар во Скопје, туку по цела Македонија. 800 километра патишта е скоро цела земја. Ќе инвестираме во вистинска инфраструктура, затоа што тоа е важно за граѓаните и тие пари се враќаат назад. Економските резултати се нашата цел. Кога зборуваме за животот, зборуваме за економскиот стандард на нашите граѓани. Јас сум убеден дека ако мудро чекориме, трпеливо и посветено, со длабока верба во тоа што го работиме, ве уверувам дека ќе можете да дочекате сите, да кажете: дочекавме, Македонија е достоинствено место за живот мој, на моите деца и на моите внуци. Тоа важи за секој граѓанин на ова наша земја.